Почитувани, сакаме да ја споделиме придобивката за граѓаните која проектот работно лето веќе почна да ја остварува. Освен што имаме успешни средби, каде граѓаните се повеќе го креваат својот глас, се појави и една индиректна корист која граѓаните ја забележуваат и ја коментираат. Владата, сакајќи да се спротистави на работното лето на СДСМ, почна да ги насочува своите активности кон исполнување на законските обврски, но и на заборавените ветувања, токму во местата кои се на агендата на СДСМ. По митинзите во Струмица, Штип и Велес, како приоритет и обврска на нашите новоизбрани градоначалници, ги поставивме гасификацијата и патната мрежа. Наеднаш излезе владата и текнало дека има ветување дека ќе граделе пат Велес-Струмица. 7 години километар не направија, сега наеднаш почнаа процедура за патот Велес-Штип-Струмица. Зошто? Затоа што СДСМ беше таму и се сретна со десетици илјади граѓани, кои јавно и порачаа на владата дека целосно ја запоставила инфраструктурата во Источна Македонија. Потоа на распоред дојде Прилеп. Па додека траја посетите на нашето раководство во прилепските села, стигна абер дека се исплаќаат субвенциите на земјоделците. Иако се работи за законска обврска на владата, граѓаните на средбите не изразуваа благодарност за проектот работно лето, бидејќи во спротивно парите ќе ги чекаа до година. Кога на средбите со граѓаните на Куманово и Крива Паланка го посетивме гасоводот и го потенциравме фактот дека пругата кон Бугарија е оставена дотаму докај што СДСМ стигна, еве веќе втора недела гасоводот стана приоритет на владата, а им текна дека довршувањето на пругата го ветуваат веќе неколку изборни циклуси поред. На градоначалникот на Крива Паланка дури му текна дека има обврска и да прска против комарци, па тоа го направи токму викендот кога бевме таму. Сакаме да ја посетиме владата дека СДСМ беше и на хидроелектраната Козјак и на далноводот Битола-Скопје, каде покажавме кои се приоритетните и продуктивни инвестиции во енергетиката. Ги подсетуваме, затоа што пропуштија повторно да ги најават 8 милиарди инвестиции во енергетиката, гасификацијата, нуклеарна централа, Вардарска долина и воопшто инфраструктурата. Овие 8 милиарди веќе еднаш ги најавија пред изборите во 2009 година. Време е тоа да го сторат повторно, да ги најават уште еднаш. Дополнително, ја информираме владата дека следниот викенд сме во Богданци, но и околните општини, а потоа се селиме во Неготино со околината. Нека проверат дали има и таму неисплатени субвенции и други нереализирани законски обврски, дали имаат заборавени ветувања, бидејќи граѓаните очекуваат активности на владата и локалната самоуправа во овие краишта, кои се наоѓаат на агендата на работното лето на СДСМ, да бидат исполнети.